Со Богородица стоиме под крстот. Најголемото чудо. Он рече: не плачете, таа не е умрена, туку спие. И му се подсмеваа, знаејќи дека е умрена. А он, откако ги истера сите, ја фати за рака и извика велејќи: девојко, стани! И се поврати нејзиниот дух и се дигна веднаш и заповеде да ѝ дадат да јаде. И се зачудија родителите нејзини. А он им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. Ова беше само едно од бројните чуда што ги направи Исус. Нашата блажена мајка беше сведок на чудата на Исус во текот на неговата јавна служба. Неговото прво чудо, на свадбата во Кана, беше направено на нејзино барање. После тоа Исус изврши уште многу други. Мртви воскреснуваа, мноштво луѓе беа нахранети, демони беа изгонувани, слепи и глуви беа излекувани и уште многу други. Додека нашата блажена мајка стоеше во подножието на крстот, таа се надеваше на уште едно чудо. Гледајќи во својот син, го слушаше подсмевот на книжниците и старешините кога велеа: другите ги спаси, а сам себе не може да спаси. Ако е он цар јудејски, нека слезе сега од крстот, па ќе поверуваме во него. И иако имаше и такви кои се надеваа дека Исус ќе слезе од крстот и ќе се спаси на земен начин, чудото на кое се надеваше нашата блажена мајка беше многу поголемо. На какво чудо се надевала додека гледала на распнатиот нејзин син? Таа се надеваше дека спасоносната благодат на неговата совршена жртва ќе се излее врз сите луѓе за да ги избрише нивните гревови. Таа се надеваше дека самите книжници, фарисеи и старешини кои го исмеваа нејзиниот син ќе се преобратат и ќе бидат спасени поради неговата смрт. Таа се надеваше дека војниците кои го приковаа на дрвото ќе дојдат да ја видат моќта на неговиот крст и да му го предадат својот живот на нејзиниот син. Најголемото чудо на кое се надеваше нашата блажена мајка во подножието на крстот беше спасението на светот. Како Марија, и ние мораме да го бараме најголемото добро во нашите животи и во животите на другите. Иако понекогаш можеме да бидеме себични во нашите желби и натежи, мораме да ја надминеме таа себичност и да го бараме чудото што беше кулминација во животот на Исус. Мора да бараме собствено вечно спасение и спасение на сите. Размислете денес за чудесната сила на нашиот Божествен Господ. Тој може да воскреснува мртви, да лекува болни, да го нахрани мноштвото и да им го врати видот на слепите. Но има едно нешто што тој не може да го направи. Тој не може да ја наметне благодата на својата спасителна жртва на оние кои тврдоглаво се спротивставуваат. Обврзете се на потполна отвореност кон оваа благодат, за да може поцелосно да се изврши најголемото Исусово чудо во вашиот живот и за да се исполни надежда во срцето на нашата блажена мајка. Драга моја мајко, ти си сведок на толку многу чудесни настани во животот и службата на твојот син. Виде како ги воскреснува мртвите, како ги лекува болните
и како истерува демони. Додека стоеше под крстот на кој виси твојот единец, може би си била и во искушение да очајуваш. Но во твојата совршена вера ти ги отфрли таквите искушенија и се надеваше на последното и најголемо чудо што го нуди твојот син. Имаше совршена надеж во чудото на спасението на светот. Драга моја мајко, моли се за мене, да бидам примател на ова последно и најголемо чудо. Помогни ми да ја отварам широко вратата на моето срце, за да добијам се што ми нуди Твојот син од крстот. Мој Господи, Ти благодарам за овој последен и најголем чин во Твојот живот. Ти благодарам за благодатта излејана од Твојот крст за моето и за спасението на целиот свет. Ти го отвара мојот живот, Господи, и се молам да го добијам сето она што Ти сакаш да ми го подариш. Те сакам, мој Исусе, помогни ми да Те сакам уште повеќе. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.